Населбата Железничка и официјално се поврзува со главниот колекторски систем во градот. Инвестицијата вредна повеќе од 30 милиони е потребна веќе 3 децении, колку што и барање на жителите. Освен канализацијската мрежа, овде ќе следи асфалтирање, како и уредување на тротоарските површини. Со годините наназад секогаш кога сме комуницирале со жителите од оваа населба, секогаш горчлив проблем. Најглавен проблем на жителите секогаш е било поврзување на населбата со колекторскиот систем и поставување на фекална канализациона мрежа. Освен овие активности кои што денес се завршуваат во самата населба Горна Железничка, деновиве очекувам да се започне со уредување на просторот, односно на влезот на самата населба, тротоарските површини и асфалтирањето на оние краци кои што се оштетени практично од работните активности ќе бидат изреализирани. Во следниот период овој проект ќе го опфати и делот Долна Железничка. Повеќе значи подобрување на условите за живот за околу 250 објекти на физички и правни лица. Очекувам и во Долна Железничка, населбата која што во минатото била заборавена, неколку десетина домакинства исто така да бидат поврзани со колекторскиот систем и неколку десетина стопански капацитети, односно индустрија која што досега и таа не е поврзана. Се на се околу 200 домакинства и околу 50 стопански објекти, индустријски капацитети со оваа инвестиција ќе бидат поврзани и проблемот кој што со годините наназад се провлекувал конечно се решава. До година Јорданов очекува да се започне со проектот за обиколница која што ќе почнува од влезот на населбата Железничка преку населбата Пребег до Плуждино, со што ќе се намали сообраќајниот метеж.